Ima pesni so malku zbora, divki kako vetrec plav. Divki peje, borec gora, drugar drag, koga brani rodem prak. Deca befme, koga stana na roce, ten odbel mi veše son. Den odbel mi veše son. Jedno utro, vo oblak teme, zgasla svetlo sončev zrak. Pogan silen, toga špiv naroden kraj, protiv nemi ropski mrak. Deca befme, koga stana narod cel, den odbel mi veše son. Den odbel mi veše son. Ima pesni so malku zbora, divki kako vetrec plak. Divki peje, borec gora, drugar drag, koga brani rodem prak. Deca befme, koga stana narod cel, den odbel mi veše son. Den odbel mi veše son. Den odbel mi veše son. Ti stavi lepče, 2-3 piperki i kromiče. A solca? Nema me, sinko. Ni zrnce ne ostana vo solarnikot. Ako, majko? I bez sol se može. Koliko što će možeš, majkino. Tenki i suvi drvca naberi, ne mači se okolo debelite. Di, dečko, di, ajde. Ajde, sinko. Ajde, dečko. Majkin sin. Сега той ми е домаćin.
Добър ден, дедевто! Накъде си тръгнал, трайче? Одам по дърва. Шума, Аха, по дърва. Море юнак. Во шумата и самиот ќе се загубиш. На, уште не си излегол од село надвор, си му е загубил опашката на конјот. ди, дърче, ди. Айде. Айде, дърче, айде. Ди, ди. Ди, дърче, ди. Айде. Добър ден. Šta vikate, Mari? Doma li ste, Mari? Mari, bešme za voda. Вие по вода, Стрино, а? Кај вас. Се умори, а? Се умори. Господи Боже, видел ли Мори? Що? Видовте ли, Мори, Трайче. мало дете, в Кого? гора го пустили под дърва. Мри, вълците ќе го изядат. Добър ден. Со здравје, дете. Айде, дърче, нема никой. Ди. Бре. Айде.
Од 8 часот. За секој случај, нека дојде и ќерката на команданта. Иди. Ти оди си. Dobro. Кутка. Дурчо. И ти си ми некој юнак. Од крик на птици и од скршено гранче се плашиш. Кажи, бом. А не можам со паники. Кажи, хај.
момчево е храбро. Да се обидеме со него. Само да не утнеме работата, после да се лути командантот. Знам, ама врска со другарите од градот мораме да воспоставиме. Дано не смееме да избрзаме. Си е кренал секирата, а? Здраво, момче. Добър ден. Тебе Јованче ли те вика? Не, Трајче. Трајче ме вика. А, Трајче. Јако да? Седни, одмори се малку. Шума нема да ти побегне? Да седнам, ама досега седев. Што така сам во шумава, Трајче? По дрва ли дојде? По дрва? Ага. Ами што друго? Ај не сум сам. Со Дорча. Со Дорча мој сум дојден. И не ти е страв? Не. А што ќе ми е страв? Море со татко му си дошло детево. А тој отишол в планина да довлечка по дебели дрва и од некаде сигурно скришум го варди. Јас немам татко. Го убија германците. Тане се викаше. Сега сме дома само мајка ми и јас. Да. Така значи, а? А вие што работите овде? Ние сечеме... Греди сечеме ние, греди. И големи трупци за штици.
Ги продаваме по полските села. Луѓето си прават куќи, си поправаат душемиња, да така. Браво си. Браво. Е, што браво? Сумивал уште на цигара. Држи половина. А дрвата за дома ли ги береш? Не. Ги носам в град. Ги продавам. А, така. А има ли тука некаде изворче? Има. Под ливадана. Едно много студено изворче. Водата е како мраз. Огнене, скопните, молам, ако не ти е тешко. Наполни ја матаркава со вода. Добро да што се карате, јас ќе ви ја наполнам. Јас тебе ништо не те разбирам. Ке ме разбереш. Слушај, Трајче му е син на Танета што загина во бомбардирањето во Белград. А Тане беше наш човек. Момчево ми изгледа срчно. Круша под круша паѓа. Му е отсекал главата на Танета. Добро, што ќе правиме сега? Слушај, мислам дека го најдовме реченијето. Трајче е најпогоден за нашата работа. Мајсторе! Мајсторе, готово е. Оставив писмото. Сега само ще да го испратим. И со дрвата е готово. Доста се толку. Ова не требаше да го правите. Навистина сум малечок, ама дрва можев да си наберам. Мајка ми вели дека веќе сум домакин. Ако де, ти ни донесе вода, ние тебе дрва. Еј! Ајде, донеси го коњот да го товариме. Ајде. Кој е? Јас сум, Краурман. Чичко тале отвори. Значи овие дрва те ги носиш в град да ги продадеш, а? Да. Добро. Морам да ги однесам. Ни зрнце солца немаме дома. Ке те замолиме, Трајче, да му ги однесеш дрвата на еден наш пријател во Струга. Ќе му ги однесам. Зошто да не му ги однесам? Нели за пари?
Ќе ми даде ли тој пријател малку сол? Ќе ти даде? Сигурно ќе ти даде. А каде живее? Па, Слушај, Трајче. На десната страна на реката стои број 125. Запамети. Почукај на портата. И ќе ти отвори еден чичко поштар. Ти само речи му, чичко тале, ме пратија Горјан и Огнен, да ти го донесам товарот. и уште вака ќе му кажеш. Ако можеш да ми дадеш малку сол и да ми го закрапиш са марчево. Разбрали? И кога ќе се вратиш од струга, дојди да ни кажеш дали си добил сол. Ќе биде така како што велите вие. Ајде. Ајде, Трче. А ако се налути командантот? Се обложувам во еден тенк. Дека и командантот ќе прифати. Ќе видиш. А што мислиш, кој ќе го загуби тенкот? Па се знае германците. Од десната страна на реката стои број 125. Чичко Тале, ме пратија Горјан и Огнен да ти го донесам товарот, да ми дадеш малку сол за дома и да ми го закрепиш са марчето.